Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска разговараме за микробиом. Доколку не сте слушнале за тој термин, нека не ве изненадува. Микробиом е релативно нов термин во медицината. Иако порано знаевме за бактериите во нашето тело, нивната вистинска улога се чини дека ја откриваме токму во последните години. На таа тема, денеска разговараме во нашата емисија со познатиот македонски педијатар, доктор Сајковски. Најнапред, да дадеме само еден краток вовед, да спомнеме што е тоа микробиом. Името кажува, станува збор за бактериите кои што се среќаваат во нашето тело. Порано мислевме дека се не толку многу на број, сега се испостави дека се неколку трилиони повеќе од што се на број човековите клетки. Така што тие се во мнозинство во нашето тело, почнувајќи од кожата до внатрешноста на слузниците, ги има практично насекаде. Не само што се неколку трилиони повеќе, туку се и до 1000 видови. Сите придонесуваат на различен начин, сите на свој начин влијаат во балансот помеѓу нив и нашето тело. Имаат учество во сите човекови функции. Се претпоставува дека дури и имунитетот, па и функцијата на мозокот на еден или на друг начин, неговиот правилен развој, особено во периодот на раното детство, сето тоа на еден или на друг начин, се уште истражуваме, е поврзано токму со микробиомот. На таа тема бидете со нас, денеска ќе разговараме со доктор Сајковски. Доктор Сајковски, ви посакувам добре дојде. Благодарам, фала за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Разговараме за една тема која што, порано беше можеби не толку актуелна. Сите, знаевме дека имаме бактерии во цревата и толку беше научниот дел за микробиомот. За денеска да стасаме до една точка кога, ако ги ставиме сите бактерии на едно место, од прилика да знаеме дека се до 2 килограми, и дека всушност можеме да речеме дека тоа е еден екстра орган во нашето тело. Како можеме да процениме дека се добри тие бактерии? Или може ли воопшто од тука да почнеме бактериите да бидат добри во нашето тело? Па да, вие ја кажавте едната од главните суштини, дека секоја индивидуа, секој човек има негде 2, па некогаш и до 3 килограми од сопствената тежина кои отпаѓаат на микроорганизмите кои што живеат во нас и на нас. Да. Што е еден податок можеби релативно интересен е тоа е дека, например, кога би ги извадиле сите бактерии од еден просечен маж на 77 килограми, висина 180 сантими, кога би ги извадиле сите и ги наредите еден до друг, 2,5 пати ќе ја опшијат планетата Земја. Значи, ние во основа ние сме повеќе бактерии и вируси отколку човечки клетки. И тој систем на наша интегрирана функција, заедно со сите микроорганизми кои што ги имаме, е у основа нешто што фактички ни обезбедува квалитетен живот или евентуално може да ни обезбеди, па да речеме и подолг живот. Денеска, како што кажавте и во најавата, има многу студии кои што покажуваат дека треба да го фаворизираме колонизирањето со добрите бактерии, да ги крстиме така добри или лоши. Да ги поделиме на добри и на лоши. Например, ние сме слушнале, ајде да тргнеме од таму што ни е највпечатливо, секојдневието, јогуртот, кефирот. Тие ли се тие добри бактерии? Па да, знаете како, уште 1907 година Метинхов ја дал тезата дека ингестија на млечно-киселински производи може да имаат позитивно влијание на имунитетот и на одбраната на организмот. Тоа се во основа тие производи кои што се добиваат од млекото, односно ферментирани производи, како што се јогурт и кефир, например. Меѓутоа, тука спаѓаат и други ферментирани производи кои што се ферментирани со такви млечно-киселински бактерии. Да. Сега сигурно дека не е спорно дека од неговото откритие до ден денеска во почетокот не се веруваше многу на тие негови откритија, како што и стално бива во медицината. Меѓутоа, сега последниве десетина години толку многу студии излегоа, толку многу научни докази излегоа, што навистина не ставаат у ситуација да размислуваме да многу храни ги отфрлиме. Впрочем, ја морам
може би сакавте прашање да поставите, али се морам да разговараме. ускочам со една работа, со една информација дека во основа проблемите во исхраната и нарушување на имунитетот кај човекот почнува со индустријската револуција, односно со откривањето на парната машина. Именно. Сега сме во четврта етапа на индустријската револуција и начинот на исхраната е многу сменет. Денеска луѓето и од тогаш навака луѓето многу внесуваат големи количини на трансмасни киселини, големи количини на масти од онаа група на лоши масти, а не се внесуваат природните производи, да кажам, и овие млечно-киселински производи, па имаме нарушување на имунитет. Денеска гледате едно од класичните нарушувања на имунитетот кај децата и кај возрастните се алергиите. Да. Денеска 21. век е време на Време на алергија. алергија. А ние зборуваме дека пробиотиците имаат позитивен ефект и на имунитетот и го подобруваат и особено кај луѓето со алергии. Кои се тие улоги, еве така да речеме да ги наброиме, кои што се смета, нели се уште се нови, но се смета дека микробиомот има влијание. Го спомнавме имунитетот. Да, значи пред се мора да напоменеме овдека, треба гледачите да знаат дека најголемиот дел од имунитетот на човекот е во цревата. Да. Ние го викаме во медицината тој систем галт систем, така се вика. Да. Значи негде 70% од имунитетот на човекот е сместен во цревата, нели во тој голем сегмент на телото. И сега комуникацијата помеѓу добрите бактерии и лошите, односно стимулацијата на имуниот систем, стимулација на таму има неколку дела во имуниот систем кои што го стимулираат позитивните бактерии, тоа се тие бифидобактерии, лактобацилуси, бацилуси, они стимулираат имунитет врзан и кон бактерии и кон вируси. Да. Тоа е една од тие компоненти, а други компоненти се секако одбрана на организмот на површината на кожата, носот, слузницата, дишните органи и така натаму. Нели ако ги нема добрите, ако ги нема, како што се договоривме да ги крстиме, ако ги нема така. добрите бактерии, тогаш лошите ќе дојдат на нивно место и ќе направат штета. Па да, знаете, човекот имајќи, значи тоа студиите покажале уште неколку многу интересни работи. Секој дел од телото на човекот и бебето, уште и бебето, дури и бебето кога е во матка, секој дел од телото има различита структура на микроорганизми. Например, на челото не се исти микроорганизмите како на шаката или како во дел од цревото. Цел тој сплет има функции, одредени функции кои што се битни во функционирањето на сите органи. Така да постои голема разлика во тој дел. А кога например, ако вие дури и челото го избришете со дезинфициенс, дел од бактериите ќе изумрат, меѓутоа повторно за 7-8 сата се враќаат тие бактерии кои што треба да бидат. Кои што таму има местото. Да. Можеме сега да отидеме и на следниот слајд и баш да разговараме за тоа што го начнавте, а тоа се потенцијално негативните влијанија, нели спомнавме дека има некои работи кои што влијаат негативно на микробиомот. Можеме ли да ги спомнеме нив? Да, значи неколку клучни моменти кои што влијаат негативно на микробиомот е ова што го споменавме пред се, начинот на исхраната. Така. Каде што, да речеме, самата исхрана ја нарушува микрофлората и микробиомот. Ексесивното користење на лекови, особено на антибиотици, значи големата употреба на антибиотици, начинот на животот исто така, се компоненти кои што многу влијаат и еден од факторите за кои што многу се зборува денеска е царскиот рез. Значи, бебињата родени со царски рез имаат полош микробиом од децата кои што се родени спонтано. Тука ја отворивме сега цела една нова подтема, царскиот рез, и мислам дека тука многу можеме да разговараме. Прво да им објасниме на гледачите, би било добро, чинам, зошто има толкава разлика помеѓу нормалното породување и царскиот рез по однос на микробиомот. Да, знаете, да го разберат. Знаете како, фактички, кога мајката ќе остане бремена, кај неизе уште кај плодот се појавува одредена структура на микроорганизми. И таа е различна уште кај бебето интраутерино што викаме. Меѓутоа, нормално природата не знае дека раѓањето не познава друго раѓање освен спонтано раѓање. Имено. И кај мајката незините родилни канали почнуваат да се спремаат за породување и бујаат тие позитивни бактерии. Ова ли е тој приказ, ако може да ве... Да, тоа е приказ на различната структура на микроорганизми и кај фетусот и кај мајката на различити делови на телото.
Така. При тоа, она што е најдраматично е да во родилните канали кај мајката бујаат, особено во последните 4 месеци од бременоста, позитивните бактерии, тие лактобацилуси, бифидобактериуми, бидејќи бебето кој ќе тргне да се раѓа, оно како брод, Така? како на нов брод скокаат тие позитивните микроорганизми. И практично ќе го обвија целосно. Значи како се раѓа детето, природата замислила тоа да биде целосно, да биде да го спремат за надворешниот свет. Така е. Значи, фактички бебето се спрема за надворешниот свет. Кога ќе се роди така бебето со спонтано породување, тоа се полни со лактобацилуси кои што почнуваат понатаму да бујаат, да се делат, да се множат во устната шуплина, во носот, на кожата, Си ги наоѓаат веќе местата, да. своето место каде што треба. Но кога бебето ќе се роди со царски рез, на пример, таму веќе колонизацијата на телото на бебето е со оние бактерии кои што се наоѓаат во околината, а тоа се доминантно стафилококи. Значи, кожата, проблемите почнуваат. Почнуваат проблеми. Значи, кожата на родителите, која што најмногу има стафилококи, околината кај што се раѓа медицинскиот персонал, сестри, лекари и така натаму, и фактички нема бујање на позитивните бактерии. Сега, зошто е тоа битно? Знаете, царскиот рез, ја не сум против, далеку од тоа, мислам да не да имаме дилема за тоа. Кога треба. Да, сигурно. Меѓутоа, она што се случува, тоа е расширената хируршка интервенција во светот. Да, можеме и претходно и следниот слайд да покажеме. Мислам дека имаме и статистика на едно место покажано. Значи тоа е најраширената хируршка интервенција во светот и тоа е интервенција која што денеска веќе 35% од децата во светот глобално се раѓаат со царски рез. Микробиомот кај децата кои што се раѓаат со царски рез, фактички бебето не е спремно да се развие целиот имунитет кај нив. Еве на овој слайд, например, се гледа колку е битно, значи, од раѓање во тек на првата година од животот, развивање на целиот тој микробиом. Дури, тука многу е битно дали детето после раѓање било лекувано на оделенијата за интензивна нега, дали примало антибиотици, дали мајката примала антибиотици и кога е воведена дохрана понатаму во неговиот живот меѓу 4 и 6 месец. Така да, тој цел микробиом расте, се развива и најбитни се 1000 дена од животот. Првите 1000. Да, првите 1000, меѓутоа во нив се рачунаат и 270 дена за време бременост. Така. И кога тоа ќе се обезбеди, значи цел тој ланец кој ќе се обезбеди, ние можеме да очекуваме да имаме дете кое што има добро развиен микробиом и со кој што утре може да се бори со низа инфекции. Знаете, ова се повеќе фактори кои што влијаат во тие 1000 дена. Значи, од една страна исхраната на мајката, од друга страна исхраната на бебето, од трета страна влијанието на надворешните фактори, ние велиме епигенетика, значи епигеном, кои што имаат влијание. Тоа ви е една мала информација за гледачите, например, порано беше многу тешко и многу скапо да си го одредите својот генетски код комплетно. Денеска тоа и не е така скапо. Можете да се ја видите генетиката и може да утврдите дека вие имате геном, например, за карцином на дебело црево, например зборам, или за карцином на дојка кај жена. Меѓутоа, дали ќе ја добиете утре во животот, тоа не зависи само од геномот, зависи многу од надворешните фактори. Имено. Значи, таа епигенетика што ја викам. А ние сакаме во педиатријата децата да ги спремиме уште пред раѓање и во раѓање и после раѓање во тие први 1000 дена со микробиом кој што ќе го подигне нивниот имунитет. Да, и знаете тука како што ги кажевте сите овие убави навидом едноставни работи, меѓутоа многу важни. И луѓето некако може да ги пренебрегнат често пати. Е добро да еве го се роди вака, например со царски, па пак е здраво детето. Нели? Ама тоа е премногу упростување на работите. Тоа е навистина многу упростено. Значи не е така. Апсолутно. Јас дури исто така би сакал да апелирам, например, таму каде што навистина треба да се спроведе царски рез, апсолутно мора да се спроведе, тука нема дилема. Ама си има медицински индикации, тоа е медицинска. Меѓутоа, тоа е зголемениот број на царски резови, па и кај нас во Македонија. Македонија е негде со 36-37% од сите раѓања се царски резови. Значи, тоа е предизвик за нас сега педиатрите. Значи, ние треба бебињата да ги спремиме и да им дадеме да пијат
као суплемент зборам пробиотици. Значи, еве и ние во болницата од кај што ја доаѓам, во Аџи Бадем Систина, на секој бебе кој е родено со царски рез, од втори ден им даваме Lactobacillus reuteri protectis како форма на пробиотик кој што треба да го подобри цревниот имунитет и флората на ниво на цревото. И тоа е нешто што оди кај секој бебе што е родено со царски рез, сигурно докажано во тек на првата година, а ставовите на ЕФСА веќе кажуваат, тоа е Европската агенција за безбедност на храна, дека веќе и во втората година треба тоа да се користи. Тоа се трудови кои што ги извадија или ги покажаа на светлина двајцата луѓе во Европа кои најмногу се бават со пробиотици, тоа е професор Савино од Италија и професор Свајевска од Полска. И сега по нивните сите тие анализи препораките доаѓаат дека треба децата да ги примаат. Да. Би сакал тука да го, пред да преминеме на другите делови од темата, да го потврдиме овој дел од разговорот за царските резови, бидејќи е многу важно и некако како епидемија станува се повеќе и повеќе, дури и надвор од медицинската пракса како што би требало да биде. Јас како коментар би додал дека ако ги земе човек бројките од болница до болница во Македонија, без разлика дали приватни или јавни, ќе види драматични разлики. Апсолутно, значи, ќе види некаде од 15-20%, како што пред неколку години беше Штип, Штипската болница имаше релативно ниско, да речеме, број на... Ја исклучувам гинекологија, клиниката за гинекологија, бидејќи таму доаѓаат многу деца кои што мора да бидат со царски рез. Кај нив е специфична работата. Меѓутоа, имате таму да биде 20% како што е Штип и имате други болници, без да ги именувам, кои што достигаат и до 80%. Знаете, медицински не може тоа да е оправдан. Значи нема начин. Официјалните податоци кои што доаѓаат од Министерството за здравство и секоја година излагаат нели нормално, покажуваат еден интересен тренд. Македонија е држава во која драматично опаѓа бројот на живородени деца, односно на деца што се раѓаат. Тоа знае сите. Значи паднати сме под 22.000. Иако, да речеме, после Втората световна војна имаше 66 до 68.000 раѓања, например, во Македонија. Значи, бројот на деца што се родени опаѓа страшно. Но, јас имав едно предавање за квалитетот на неонаталната служба, во странство беше тоа во Македонија, и официјалните податоци на нашето Министерство за здравство покажуваат еден интересен тренд. Јас тоа можам и да го споделам со вашите гледачи, тренд во кој што драматично опаѓа бројот на деца родени со царски рез во приватните породилишта, 4 колку што ги има во Македонија, а драматично расте бројот на деца родени со царски рез во државните родилишта. И дека многу брзо во наредните неколку години тие ќе се спојат. Ќе се изедначат. Мислам, тоа се податоци кои што нормално Министерството треба да ги искористи во однос на кампањи кои што треба да се прават понатаму. Меѓутоа, да не навлагам во делот каде што се гинеколозите, нели, акушерите, они си знаат најдобро кога и како треба да се направи, ако треба, кој тип на породување, како тоа не е спорно апсолутно, но оваа ситуација е предизвик за нас да ускочиме порано и побрзо со суплементација со пробиотици. Сега едниот дел од прашањето за микробиоботка и децата го затворивме. Царскиот рез. Да преминеме на другиот извонредно значаен дел. Тоа е доењето. Како влијае доењето врз развојот на добрите бактерии? Морам да ви кажам, тоа е една тема која мене неколку емисии. Знаете како, мене таа тема толку многу ме гаѓа за тоа што ние како педиатри сегде нон-стоп збориме дека треба да се промовира доењето од многу причини, затоа што не постои поприродна храна од мајчиното млеко. Значи, се друго што ќе ставите во игра да му дадете на детето е нешто што е приправено. Впрочем, вештачките млека се правени или од кравио или од козјо млеко. Ние сме тип специфични, сорта специфични млека. Значи, мајчиното млеко го содржи целиот имунитет на мајката. Пред се. Содржи непобитно најдобра форма на пребиотски структури, мали јагнени хидрати, кои дури сега почнуваат големите фабрики, пробуваат да ги добијат хемиски. Па да ги додадат. Па да ги додадат на вештачките млека, меѓутоа во основа нема болја храна од мајчиното млеко. За многу аспекти. Таа е најдобро толерирана. Впрочем, чисто ради една вака мала илустрација, ние кога имаме бебе кој е на доење, им викаме на родителите, видите, вашето бебе може да кака 10 пати у денот, да може и 10 пати да не кака. Све му е дозволено. Меѓутоа,
она што е многу типично, што морам да го напоменам дека во мајчиното млеко има пробиотски култури. Да. Повторно, овој Природата лактобацилус се грижи за тоа. значи природата се тој лактобацилус реутери протекти се најден во мајчиното млеко. Затоа и наш став е, ако мајката е породена природно и бебето е на на природна исхрана, тогаш нема потреба да се суплементира бебето со пробиотици. Но ако бебето е на вештачка исхрана, ако е породено спонтано, повторно треба да се суплементира со лактобацилуси. Така да тоа е нешто што треба да направиме. Ние мораме да му обезбедиме на бебето адекватен микробиом во телото, во гастроинтестиналниот тракт, за да може да се развива имунитетот. Впрочем, тие пробиотици за кои што зборуваме, они лачат повеќе субстанции во цревото, кои што се позитивни и добри субстанции, како што се, например, лактична киселина, ацетична киселина, кои што ги уништуваат патогените бактерии. Или реутерин, например, кој што ги уништува исто така патогените и обезбедува раст на добрите бактерии. Значи, фактички млекото прави еден баланс, уништува што не треба да се развива, стимулира тоа што треба да се развива. Тоа што у суштина треба да се развие. Така да млекото, мајчиното млеко ние, не знам, злато вреди, како да кажа, у основа. Да. Сега да ги подсетиме гледачите за првите 6 месеци, за периодот колку може да дојат, колку општите препораки за доење. За доење. Да, сигурно. Значи, видите, доењето е процес кој што треба да трае година дена. Значи, мајчиното млеко, детето нормално со воведување на дохраната, односно воведување на кашичките, се намалува бројот на подои во тек на денот. Меѓутоа, факт е дека доењето е нормален процес во тек на првата година од животот. Сега, клучни се првите 4 до 6 месеци. Ексклузивниот период. Ние секогаш велиме дека имаме, значи, дохраната е индивидуален приод кај секое дете, меѓутоа во првите 4 до 6 месеци треба да имаме ексклузивно доење. Значи доењето да е основа на исхраната, не вештачки млека или други некои типови на млека, така? Да. Зависно од растот на детето, почнува дохраната меѓу 4 и 6 месец, според препораките на Европската агенција за безбедност при исхрана. Тука можно е да се случи, а и честопати се случува, од желба искрена желба на мајката, на семејството за побрзо да напредува детето, малку и да се подзаврза додавањето на храна, па наместо да биде околу 6-тиот, како што вообичаено очекуваме, некако како да почнува се повеќе и повеќе тренд. Дали сега мајките се стимулираат една со друга гледајќи на Facebook што се случува, па други дале порано, па ако дала другата порано да дадам и јас. Не знам дали е така, но се чини дека се почесто и почесто се порано се дава. Да, знаете, тој дел треба да е многу индивидуален. Значи зависи од дете до дете, како напредува, колку напредува, каков му е микробиотот, како е родено, нели, па каков му е микробиотот. Значи ние сега денеска во медицината имаме извонредни оружја, ние можеме микробиотот преку столица, цревниот микробиот да го детерминираме и да одлучиме дали треба детето да почне со дохрана или не. Така да не треба да се држиме строго до шаблон, значи тоа се препораките суштински, меѓутоа она што мене лично ме плаши као педијатар, тоа е сепак краткото доење. Да. Значи сепак и покрај сите кампањи кои што се преземени и од Светска здравствена организација, и од сите УНИЦЕФ, и од Министерството наше, уопште во светот, нели? Да. Сепак не е битно зголемен бројот на зголемен, ама не е битно зголемен процентот на деца што се доеат. И тука е тој проблем на мајките убедени дека немам доволно млеко. Да, тоа се делови од проблемите. Да, необјаснување можеби на основниот механизам на стимулација на создавањето на млекото, дека самиот процес на доење всушност го стимулира. Да, во основа она што го велиме румингин уште во старт, кога бебето ќе се роди веднаш да се стави на града, значи тоа се тие први стимуланси за продукција на млеко кај мајка и цело време присуство на контакт мајка и дете. И уште еден податок кој што е многу битен, многу често нашите родители не им даваат на децата да плачат. А морам да ви кажам дека плачот е еден од стимулусите кај мајката да дојде до продукција на млеко. Така. И значи почнува да плаче и почнуваат луѓето да даваат вештачко млеко со цуцла. Тоа би било по принцип грешка.
Да. Значи, треба да го стимулираме доењето, мајката треба да е многу релаксирана, мирна и она што ги советуваме стално мајките, тоа е да прво не прават диета во првиот месец после породување, затоа што млекото е битно зависно. И до првите 6 месеци според некои препораки. И до 6, али принцип првиот месец е особено важно млекото од исхраната на мајката. И второ што ги советуваме и сега отворено ќе им кажам, не користите додека доите, не користите силни парфеми. Мајките може да се бањаат и 3 пати и 4 пати на ден, пошто нели доењето, да. Меѓутоа не користите јаки парфеми затоа што бебето си ја препознава мајката по мирисот на нејзината кожа. И оно е најмирно кога мајката ќе го земе во раце, го осеќа мирисот на кожата, затоа немојте да користите јаки парфеми, особено не цветни, нели детето ќе се изгуби, нема да знае кој е кој. Да. Тие еве зборуваме, тоа е интересно. Толку многу време ни требаше како наука за повторно да се вратиме назад, да ги докажеме доењето, спиењето, бактериите, значи најелементарните работи, основните работи толку време помина, и можеби е друго, доктор Сајковски, тоа е еден доказ колку ние се имаме цивилизацијски одвоено од тоа што ни е нормално. Тоа да, дефинитивно сигурно. Значи, ќе се вратам на она што го спомнавме, значи со почетокот на индустријската револуција и оваа посебно последна четврта етапа, оваа компјутеризација и роботизација, ние во основа сме одвоени многу од природата. Вие денеска гледате дека многу малце луѓе јадат класична сирова храна. Храната е многу термички преработена. Не дека не треба да се обработува, нели? Ама вие знаете, еве и сигурно сите знаат дека кога термички обработувате храната, 70% од минералите и витамините се разградуваат. Или да речеме, има еден податок кој што е многу интересен, кога ќе уберете еден портокал од дрво, он има во себе во еден портокал 180 мг С витамин. Кога ќе отстои, значи кога ќе се убере, после се чува по маркетите, он е исто кисел, ама нема више С витамин, тој е разграден. Сакам да кажам, ние се оттуѓивме од нормалниот начин на исхрана. Сега има нормални нови трендови околу исхраната, нели, веганството, вегетаријанството, некои други типови на исхрана и сега се појавуваат современи промени кои што ние треба да ги пратиме. Да, и заради тоа некогаш и ме чуди, луѓето мислат дека е природно да се јаде тоа што го има такво какво што е, па да одиме во друга крајност и да се одбиваат суплементите. Не дека сега да испадне дека јас сум поборник некој да мисли на XY компании или суплементи, но факт е, например, дека ако земеме едно јаболко сега и едно јаболко пред 100 години, концентрацијата на минералите кои што во земјата ги имало, а сега ги има во него, едноставно исцрпени се. Тој индустријски начин на производство довел и храната да е подефицитарна. Да, знаете... И за витаминот К така е отпорот, нели се создава дека не давајте. Да, тоа е ново. Уште еден нов тренд на против. Да, тоа е ново. Знаете како, морам да го споменам и К витаминота и ова другото што го споменавте. Вистина е дека индустриализацијата доведе до тоа да фактички производството на вештачките млека во минатиот век доведе до тоа да мајките почнат помалце да дојат. Меѓутоа, од друга страна, внесувањето на суплементи, прашањето дали треба да се внесат суплементи е многу тривијално. Морам да ви кажам. Затоа што она што ние денеска го внесуваме као храна е во основа со многу ниско ниво на витамини и минерали. Именно. Значи, вие одите на пазар, купувате производи кои што се богато третирани со пестициди, органофосфати, хербициди, со разни хемикалии, на кои што им се уништуваат оние нутритивните карактеристики. Кога тие се веќе уништени, телото останува без доволен внес на витамини. Впрочем, еден од типичните примери ви е Македонија и Д-витаминот. Ние сме земја во која што ако правите анализа кај децата, па и кај возрастните, ќе видите дека нивото на Д-витамин е многу ниско. На дневна основа А Д-витаминот е или го добиваме од сонце, или го добиваме од храна која што е богата со Д-витамин, тоа се повеќе сега риби кои што имаат морските риби. Но во споредба со сонцето е... Да, тоа е многу малку. А исто така и со К-витаминот. Ние борба водиме сега, нов тренд е во кај младата популација, тренд да покрај на антивакцерски покрет, сега и анти-К-витамин покрет, да не се дава К-витамин, затоа што К-витаминот може да доведе као наводно до појава на некои малигни болести. Тоа е небулоза која што една од најголемите небулози, морам отворено да го кажам. Ова затоа што К-витаминот се дава
кај сите новородени деца во светот. Години, Години, повеќе од 35-40 години. Од друга страна, ако не го дадете К-витаминот после раѓање и сега по новите препораки од 8-миот ден као капки преку уста заедно Д-витамин и К-витамин, во таков случај може да се појават состојби на така наречен доцен К-витамин дефицит во кој што смртноста е до 70%. Значи, децата добиваат крварење, одеднаш ке крварат у мозок и добиваат крварење и од тоа крварење или ќе умре или ќе остане со трајни последици. Сега, зошто да не му дадеме К-витамин? Мислам, јас еве чисто вака информативно имаше минатата година во Србија неколку смртни случаи такви, има и кај нас. Меѓутоа, лекарите кои што не препорачале давање на К-витамин се сега на суд, едноставно затоа што треба да го препорачаме да го дадеме. Одговорноста дали ќе го даде после на родителот, тоа е веќе друга тема, нели, етика во тој дел. Јас во однос на Д-витаминот, К-витаминот, ја лично мислам, и во однос на овие проблеми, чак и антивакцерските проблеми, имам повеќе интервјуа дадено и по телевизии, и на портали како што се Панацеа, Педијатар, значи портали каде што еве и луѓето ако сакат може да прочитаат, може да ми се обратат, да постават прашања, значи нема никаков проблем во тој дел. Меѓутоа, ја ги молам луѓето да се држат до медицина базирана на докази. Именно. Значи, нема подобро од тоа. Микробиомот, ако го пак отвориме како тема, да се наврати. Со вас се можеме да разговараме на се што е поврзано со педиатријата. Но земајќи го микробиомот како денешна тема, зборувавме за царските резови, зборувавме за доењето. Еден интересен момент е разболувањето на децата во рана возраст. Нели? Нешто што мислам дека е многу интересно да го слушнат родителите, бидејќи се плашат ако детето често им се разболува до 2 до 3 годишна возраст. Да го објасниме тоа. Значи тоа одма мора да го дефинираме уште од моментот на концепцијата. Морам од почеток да го кажам. Имено кога ќе дојде до концепција, значи кога ќе се оплоди јајната клетка. Зачнувањето се вика зигот. Кога ќе се формира зиготот, он носи пола генетски материјал од таткото, пола од мајката. Таа половина од таткото е страно тело за мајката, и мајката прво што се случува кај неа, паѓа еден дел од имуниот систем што се вика ТХ1, имунолошки систем, за да не го отфрли плодот. За да може да остане во тоа. Истото е со плодот. Оно за да не ја отфрли мајката има многу низок ТХ1 систем, имунолошки систем. Кога ќе заврши бременоста, кога ќе се пресече папочната врца, кај мајката се враќа назад ТХ1 системот за 24 до 48 часа. Толку брзо. Многу брзо. Кај децата треба 6 години да дојде на 50% од оној што го имаме ние. Колку многу време, Тоа е време во кое што имунолошкиот систем зрее. Тука е зреењето благодарение подпомогнато од пробиотиците кои што децата треба да ги примаат во исхраната, кои што пак го стимулираат создавањето, тој ТХ1 систем го стимулираат. И вие денеска имате, например, трудови кои што покажуваат дека деца кои што одат во градинка имаат за 60 до 70% помалку инфекции отколку деца кои не примаат пробиотици во градинка. И само да напоменам ова, видите, зашто е тоа интересно. Човекот живее во заедници само 20.000 години. Ние градинките ги имаме негде 200 години, мислам, не кај нас, али во светот. Едноставно организмот на бебето на детето се уште не може да се прилагоди имунолошки, за да се бори од инфекциите, меѓутоа, ако погледнете денеска во Финска, во Шведска, во Норвешка, во скандинавските земји, децата ги пуштаат да играат вокал. Зашто? За да се зголеми активноста на ТХ1, значи да имаат малце почесто инфекции, за да се стимулира ТХ1, а да се намали тој ТХ2 кој што може да доведе до појава на алергии и дури автоимуни болести. Така да не се плашат родителите. Тоа е, нели, ако можеме и квантитативно, бројчено да им кажеме доколку пати за едно дете во првата годишна возраст, во втора, до трета, колку пати во годината да прифатат дека детето се разболело, нели, течело, носе. Која е таа фреквенција која што може да ја сметаат дека е во ред, дека не е проблем, нека се разболува, значи апсолутно, негде 6 до 8 пати годишно децата може да развијат разни типови на настинка, лесна вироза, нели понекогаш и некоја лесна бактериска инфекција.
периодот, да речеме, еве овој сега, па и тој што помина. И декември, јануари, февруари, кога е грипот. Па макар и еднаш месечно малте не може да дојде, да не се паничат, особено по младите родители. Знаете, ние најголемата борба во тој дел ние да им објасниме на родителите, значи они прво реагираат кога ќе насправи некаква инфекција, настинка, и кога ќе се качи температурата. Првата борба е со родителите да им објасниме дека температурата е нормален одбравен механизам. Да, и корисен во моментот. И дека е корисен и дека детето до 38,5 не смеат да дадат лек за симење на температурата, затоа што во моментот кога ќе почне да се качува температурата, тој е тригер фактор за имунолошкиот систем да ослободи повеќе од 3 милиарди леукоцити кои што идат на местото на инфекцијата. И да го решат проблемот. Ако вие му дадете на вашето дете под таа температура да пие лек за симење на температура, тие нема да се ослободат. И онда се јавува што викаат американците lazy immune system, нели? Детето прави инфекција, систем, и не се брани. А нашата поента е да го оставиме да се брани. И втората битна компонента е да не форсираме непотребно антибиотици. Значи, ако се работи за инфекција која е класично вирусна, давањето на антибиотици навистина нема логика. И плюс Ршумки ни направи на овој микробиом за кој што толку грижливо се грижиме да го создадеме. Цело време се бориме да го имаме и одеднаш можеме со еден поширок спектар да направиме, значи што би рекле русве во гастроинтестиналниот систем. Зошто ова го зборуваме нонстоп? Видите, антибиотиците доаѓаат, терминот антибиотици доаѓа од грчкиот збор антибиос, против живот. Така. А пробиотиците доаѓа од старогрчките зборови пробиос, за живот. Да. Значи тоа е основната разлика во тие две компоненти. За жал кај нас сега, не се тоа само родителите, тука сме и ние како лекари, до некаде виновни во цел свет, нели? Колективно, некако прелесно се пишуваат антибиотиците дури и во фаза на вирусни инфекции. Кога го спомнуваме ова со антибиотиците, ова сакам да го поврзам со прашањето пред малку за суплементите. Така? Значи, ние треба да им даваме на децата одредени суплементи кои што ќе го подигнат имунобиолошкиот систем. Впрочем, ако ги земете податоците од Соединените американски држави, главни причини за смрт во САД не се ниту ХИВ-сидата, не е ниту собраќајните несреќи, не се ниту убиствата. Главните причини се превентибилни болести. Кардиоваскуларни, пнеумонии кај постари лица, понатаму други болести кои што се врзани, малегни болести, значи состојби кои што можат на некој начин да се превенираат. Да. И тоа е тоа за кое што го спомнавме убаво и многу убаво го објаснивте, за таа презаштитеност на децата која што уште нели ја нарекуваат синдром на стаклено ѕвоно, кога детето ќе го стават под стаклено ѕвоно и не може да се изложи на бактериите кои што му треба да го дразнат имуниот систем, да нема толку алергии, да нема автоимуни болести, да нема многу посериозни болести. Значи ја топло им советувам на луѓето, пуштите ги децата нека играат на земја. Да. Значи, они треба да се испрљаат. Да. Треба да се запознаат со микроорганизмите. Тие деца ќе бидат поздрави. Или, например, изнесите ги надвор, прошетете ги. Знаете, забрана за изнесување надвор... Дувне ветре, малку и крај. Ако е температурата под минус 23. До минус 23 треба да излага секој ден надвор. Под минус, да, тоа се двете многу убави работи кои што ги кажавте, кои што чинам. И тоа, како нашите луѓе треба да ги слушнат, за температурата, за излегувањето, за ставање капи на 25 степени на деца. Не, тоа капи... Ја имам еден покоен учител кој што имаше обичај кога ќе му дојдеа во амбуланта бебиња донесени, капите и чорапите им ги зимаше, он и ги ставаше и правеше колекција. Да. Им ги одземаше. Едноставно нив не им требаат капи и чорапи, децата не се родени со капи и чорапи. Да, тоа и сум ве слушал и ми остави впечаток и на друго место кога го кажавте. Баш тоа впечатливо за тоа дека ако вие сте облечени на еден начин, тоа не значи дека детето треба да биде два пати повеќе наоблечено од вас. Апсолутно, знаете, и тоа е исто една тема која што е многу битна. Децата трошат негде 6 пати повеќе енергија од нас возрастните. Значи, они внесуваат, ако као бројка, ако сакаат да им кажам на гледачите, 120 калории по 1 килограм телесна тежина. Замислите, маж кој што има 80 килограми треба денеска да внесе 9600 калории. Значи, ако внесува секој ден 9600 калории, знаете за месец дена што ќе се деси со него. Толку е од него. Меѓутоа, децата и ги трошат. И ги трошат. Кога ги трошат, ослободуваат топлина. Така да, бебињата треба да се поразголени.
колку се облечени родителите, помалце од нив. Да. Наедноставно. Наедноставно, да. И за ова морам да го подвлечем што го кажавте за телесната температура, да не се реагира при 38,5. Да, греот е, стварно. Ова се знаете за луѓе што ги знаат овие информации, ќе кажат ама добро сега да не се повторуваме. Мораме да се повторуваме. Апсолутно. Основата на јавното здравје е да се повторуваме. Оти доаѓаат нови генерации, луѓе што го знаат тоа, мислат дека го знаат и тоа е тоа, но доаѓаат нови генерации. Годинава ќе бидат родени нови 20.000 деца. Тоа се барем еден добар дел од нив се првородени. Тоа се нови илјадници мајки. Да, и ни тоа што мора да им треба се објасни. Апсолутно, ја мислам дека медиумите имаат голема влијание во тоа. Позитивно влијание, сакам да кажам. Го гледам слайдов, сакав да кажам дека сакав само да се дополнам колку може да има позитивно или да речеме негативно влијание. Да. Дали треба да се користат суплементи? Преска го споменавте, меѓу кои пробиотските суплементи. Ја ги молам семејствата пред да се одлучат да користат суплементи, да добро се консултираат со својот педијатар. Да. Затоа што вие имате еден спектар На пазарот има се. Имате се и се што. Да. Значи добро консултирајте се со својот педијатар, они знаат најдобро, мислам ние знаеме најдобро, така да кажам, нели? Кој зашто е учел сега? Не, али кој пробиотик му треба на детето? Така. Од имате пробиотици кои се добри кај деца кои што имаат пролив, има пробиотици кои што Имено. имаат инфекции на уста, имате за имунитет. Значи Так. многу е битно да се направи консултација во тој дел. Во таа гледна точка да спомнеме, например, уште еден момент за изложеноста на бебињата и на децата општо со милениците. Тука тоа е- има, тука уште ова да речеме, па да го привршиме разговорот за микробиомот. Кога сме кај милениците, еве, оваа слика ја гледам со кучињата, значи знаете кај пробиотиците, само уште ова да го кажам, Да. вие можете дома да чувате дога, а можете да чувате и пинч. И едното е куче и другото е куче, ама немаат иста функција, не се хранат исто, не се исти, нели? Или кажете и на вашата керка дека iPhone 3 е бољи од iPhone X. Не е така. Нема да помет. Меѓутоа, кај миленичињата е едно многу интересно прашање, значи чувањето на одредени сорти на кучиња е многу позитивно за психолошкиот и менталниот развој на децата. Дури денеска имаме одредени сорти на кучиња кои што во медицината ги користиме за помош и лекување кај деца со церебрална парализа и со аутизам. И улогата на миленикот дома може да е многу голема. Меѓутоа, мора да се напомене дека треба хигиена. Така. Значи, сепак кучињата треба да се држат хигиенски, со добри навики, затоа што, видите, не можат они туку така да пренесат некој голем број на болести на децата, меѓутоа, сепак, со оглед на фактот дека идат надвор внатре, сепак треба да има добра хигиена. Така. Доктор Сајковски, со вас можеме многу да разговараме. Ви благодарам многу што одвоивте време, што Благодарам дојдовте. на вас. Мислам дека темата за микробиомот е многу значајна, за имунитетот на дечињата одговоривме многу важни работи. Во следна прилика пак ве канам и ќе разговараме повторно. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Ние продолжуваме понатаму. И како што кажавме, јавното здравје бара повторување, бара некои работи кои што се многу важни, ако веќе ги знаете навидум тривијални, но воопшто не е така, истите да бидат повторувани повторно, повторно и повторно. Впрочем, во најразвиените земји во светот, денеска, додека разговараме, ќе видите дека има кампањи за миење раце. Иако станува збор за најразвиените земји во светот, тие секоја година повторно и повторно ја истакнуваат важноста за тоа дека треба да се мијат рацете и да се одржува хигиена. Колку повеќе треба да зборуваме пак на овие теми како што се здравјето на децата, имунитетот на децата, како тој треба да се развива и како да го поддржуваме. Голема благодарност до вас, голема благодарност до Авицена и до Алкалоид, бидејќи го овозможија овој наш проект. Се гледаме во следната прилика.